Dobar den, dragi gledači. Čest mi je povtorno da vi se obratam i povtorno se nadevam i se molam. Gospod, mnogo da ve ohrabri danes, koristejki go svoj zbor i koristejki me mene, vaši brat vo Hristos. Danes temata je blagodarnost, vtor del. I imam za cel da ve ubedam дека за следбеникот на Исус, односно чедото на Севишниот Бог, благодарноста не е само добра идеја или реакција на добро однесување во секојдневниот живот, туку е благословен начин на живење и треба да има централно место во твојот и во мојот живот. Во првиот дел на оваа тема споменав неколку истражувања во врска со темава. Ке продолжам така, но овој пат со конкретни примери. Например, во 2007 година, според веб страната Happier Human, бил истражуван ефектот на благодарноста врз крвниот притисок. Пациентите требало еднаш неделно count your blessings, или во превод да ги набројат благословите во нивните животи. Правејќи го тоа виделе значајно намалување на систоличниот крвен притисок. Еве друг пример. Во 2005 година некои психолози запишеле резултати на 30% намалување на депресивни симптоми кај пациентите, се додека тие практикувале да водат дневник на благодарност, односно да ги запишат работите за што биле благодарни. Благодарноста има силни ефекти во секојдневието, особено врз нашиот духовен живот. Еден од најдобрите резултати е дека ни помага да останеме на Божиот прав пат за нашите животи. Односно да бидеме во центарот на Неговата волја за нас. Во Прво Солунците 5:18 Павле пишува вака: Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Исус Христос спрема вас. Во 2 Тимотеј 3:1-3 апостол Павле пишува до неговиот духовен син Тимотеј дека неблагодарноста е надвор од Божјата волја и се смета за сериозен греф. Во 2 Тимотеј 3:1-3 Павле пишува вака: Треба да знаеш дека во последните денови ќе настанат многу тешки времења. Луѓето ќе станат себични, алчни за пари, само љубиви и горделиви. Ќе навредуваат, ќе бидат непослушни спрема родителите, ќе бидат неблагодарни и без светост. Во овој текст гледаме дека неблагодарноста е вбројана меѓу другите гревови. Павле пишува до Колосјаните во 2 глава 6-8 за важноста на благодарноста која е централен во животот на секој верник. Павле дава важни инструкции за секој кој се стреми да стане зрел Исусов следбеник. Во Колосјаните 2:6-8 тој пишува вака: Вие го прифативте Исус Христос како свој Господ. Продолжете да живеете во послушност спрема Него. Пуштете корени во Него. Од Него црпете, за да растете и да се зацврстувате во верата. Онака како што ве учевме. Бидете му бесконечно благодарни на Господ. Во овој текст, инструкцијата да бидеме благодарни е дел од централната Божја волја за христијанинот. Давид Паул во неговата книга Благодарноста
истражување на Павловата тема, нагласува дека оној кој е фокусиран на Христос, секако ќе биде благодарен. Павле во овој пасус до Колосјаните става акцент на благодарноста, односно, верникот кој го смета Христос за Господ, кој пуштил свој корени во Него, кој расте во Него, тој треба покрај тие битни елементи на духовен растеж да изобилува во благодарност кон Христос. Значи, благодарноста има централно место и кога ние како Христови следбеници се фокусираме на Господ со благодарни срца, тој ќе ни помогне да останеме во центарот на Неговата волја, односно на правиот пат за нас. Во 1981 јас научив да возам. Си седнав во автомобил на автошкола, едно мало шевролече. Воланот пред мене, како ова. Мистер Боб, мојот инструктор, кој мислам дека не знаеше воопшто да се смее, седеше до мене и рече со тежок јужноамерички акцент: 10 and 2. 10 и 2. И продолжи да зборува: замисли дека воланот е саат и стави ги рацете во тие позиции 10 и 2 и држи цврсто. Тој сакаше да ме научи да го држам воланот сигурно, за да бидам спремен во секоја можна ситуација. Впрочем, тој совет 10 и 2 денес не би бил соодветен поради аербегот или воздушната перница која може да излезе во случај на несреќа од 160 до 350 км на саат. Носејќи ги рацете директно во твоето лице. Добро, кога мистер Боб мене ме научи да возам, некаде во средниот век, колата што ја возев немаше аербег, така што ги ставив рацете во позиција 10 и 2. Ако добро разбрав, сега вела дека е посигурно во 9 и 3. Во секој случај, мистер Боб сакаше само да бидам сигурен возач и да можам да го контролирам автомобилот во случај на несреќа. Например, дури ако само пукне гумата, удирајќи во длабока дупка, јас би бил спремен како возач. Благодарноста има сличен ефект врз твојот живот, како што има правилното и цврсто држење на воланот. Ке ти помогне да останеш на прав пат и да не скршнеш од Божиот пат и план за тебе. Знаеме дека во животот има многу дупки или лоши возачи и така натаму. Има многу искушенија, има многу тешкоти, како ова неочекувана криза по име коронавирус. Покрај тоа, имаме и ние своји недостатоци и проблеми кои делуваат како длабоки дупки. Сите наши животни маки имат потенцијал да не фрлат лево кон несреќа со друга кола или десно кон банкината, кон духовен или душевен судир или кон скршнување од Божиот пат. Што е со благодарноста? Како може благодарноста да има таков позитивен ефект на човекот? Ајде да ја земеме гордоста како пример. Гордоста се смета за првиот грев на сатаната и е грев што уништува многу луѓе. Како прво, заради гордоста, самите луѓе ја крадат Божјата слава, а исто така стануваат нациоидни, празни, без љубов, свртени кон себе и така натаму. Може да се каже дека гордоста ги фрла луѓето десно кон духовната банкина. Например, ако јас или ти правиме нешто многу добро, било да е проект на работа или училиште, нешто што е толку добро за фалење. Ако срцето ни е фокусирано на Бог, спремно нему да му благодариме, рацете цврсто на воланот, фигуративно кажано, тогаш ќе останеме
на прав пат и нема да се славиме себе си. Нема да скршнеме од патот кон гордоста. По секој успех, награда или добиен комплимент, во срцето ќе кажеме фала ти Боже, слава ти Боже, зашто ти ни ги даде дарбите, или ти ни ги обезбеди ресурсите, или образованието, или способности и така натаму. Благодарноста исто така е добро кога доаѓа во судир со лошите ефекти на жалењето. Жалењето не ни помага воопшто во обидот денот да ни тргне на подобро. Најнормално е да се пожалиме од време на време. Не сме совршени. Но што би било ако наместо жалба наоѓаме во ситуацијата нешто зашто можеме да бидеме благодарни? Колку ли само ќе не спаси тоа од банкината на негативноста? Едно лето, кога децата ни беа мали, бевме во Америка. Таму имавме долг пат и многу возење пред нас. Но со кола планиравме да видиме многу пријатели, роднини и така натаму. Во тек 3 неделна тура возевме на 3000 километри со 3 деца до 10 години. Добро, не ни беше прв пат така да патуваме и знаевме дека ќе има доста тешки фамилиарни моменти. Предходното такво патување беше катастрофално. Јас лично бев доста изфрустриран и понекогаш 9 и 3 стана 9 и... Искрено, не се гордеам за тие моменти и не сакав да ги повторам. Значи, со цел да го избегнеме сето тоа, со Лина се договоривме дека за време на предстојното патување воопшто нема да се пожалиме. Се договоривме дека наместо жалење ќе благодариме и ќе славиме. И секој член на семејството во секој момент имаше право да праша зашто сме благодарни. Потоа, секој требаше да даде одговор на прашањето. Тоа прашање се повтори 300 пати за време на патувањето. Прво сакам да ви кажам дека патувањето беше 100% подобро од претходното и дека сосема ни го промени расположението кон позитивно. Искрено, не беше лесно секогаш, кога децата беа немирни на задното седиште. Јас се нервирав. Но правилото да благодариме наместо да се жалиме беше голем спас за сите нас. Паметам дека неколку пати едно од моите деца, гледајќи како почнувам да се нервирам, ќе прашаше: "Тато, зашто си благодарен ти?" И јас, рацете многу цврсто на 9 и 3, гледам напред, дишам длабоко и велам: "Јас сум благодарен. Јас сум благодарен за моите 3 ангелчиња одзади." Нема да должам, ама можете ли да замислите како може благодарноста да ти помогне наспроти анксиозноста или алчноста? Скоро секој недостаток во живот си има своја спротивност исполнета со благодарност. Значи, како што пишува Павле во Прво Солунците 5:18. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас. Гледаме дека благодарноста е централна за нас и ни помага да останеме на Божиот пат. Се разбира доколку сватиме колку е тоа битно. Сега сакам да давам на кратко неколку практични примени. Прво, претвори го жалењето во благодарење. Веќе тоа доволно го образложив, но само да додадам. Ако решиш со Божја помош да го искористиш жалењето
како подсетник или ремайндер, дека има подобра опција. Ке растеш многу. Значи, нека самото жалење што излегува од твојата уста те подсетува на благодарење. Така што понатаму да не се жалиме воопшто. Втора примена. Согледувај ги благословите. Барај помош од Господа да ти ги отвори очите и да ги согледаш неговите добри и секојдневни дарови. Еден мој пријател со цел да ја објасни оваа перспектива измислил нов збор и тој вели дека треба да носиме благоочила. Со овие очила, односно со оваа решителност, ќе почнеме со широко отворени очи да гледаме се што прави Господ за нас. Леле, фала ти Господе за сонцето, фала ти за водно, за убавата природа, фала ти за кафето, фала ти што имам кров над глава и јадење на трпезата и така натаму. Значи, втората примена е согледувај. Третата примена и последна ќе ја земам од првата порака за благодарност, памти па слави. Кога се наоѓаш во тешка ситуација, ќе ти помогне многу да му кажеш искрено на Господ: Небесен Татко, тешко ми е и не можам да се снајдам. Но ти благодарам што си ми помогнал во минатото со 3 точки. И тогаш додај конкретен пример кога ти помогнал. Кога се наоѓаш во многу тешка ситуација, може би некоја врска, дали фамилијарна или пријателска, не чини и бара многу внимание и трпение од тебе. Ќе кажеш: леле, татко, не го можам ова. Тешко ми е да издржам. Но ти благодарам, Исусе, дека си бил во мојата кожа, отфрлен и мразен од други, презиран, дури од самиот татко, додека висеше на крстот, оставен сам. Фала ти што страдаше за мене. Брате и сестро, денес целта ми беше да те убедам дека благодарноста треба да има централно место во твојот живот. И како примена да се решиш да бидеш по-благодарен. А чим решиш да му бидеш благодарен на Господ, ќе растеш. Со негова помош и ќе видиш дека благодарноста има позитивен резултат. Ако држиш цврсто на воленот на благодарност, Господ ќе те благослови многу. Тој тебе ќе те држи на неговиот прав пат. Сега за крај ќе ја завршам оваа кратка серија за благодарност со уште нешто од животот на мајка ми Марџи. Не ви кажав дека одлуката да се справи со диагнозата Алцхаймерс или артериосклероза со славење и благодарење кон Бог беше само продолжување на незиниот начин на живење. Фактички, таа одржуваше блиска врска со Исус цел живот, преку славење. Јас од млад паметам како еднаш на ден седеше на клавир, свиреше и славеше. Тој беше дел од тивкото време со незиниот небесен татко. И таа мелодија го држеше незиниот дух бодар преку целиот ден. Марџи или пееше или подпевнуваше цел ден. Паметам еднаш кога излегав од дома, таа пееше една христијанска песна и неколку сати подоцна, кога се вратив од училиште, ја подпевнуваше истата песна. Се пошегував со неа, велејќи и: мамо, има и други песни. Може ли друга да ти запеам? Пеењето продолжуваше дури кога беше склеротична. Но полека веќе не знаеше да пее или да подпевнува. Мелодијата сепак продолжуваше да излегува од незината душа.
Кон крајот на незиниот живот, пеењето се претвори во многу едноставно свирење. Иако немаше смисла свирењето, непрекинато продолжуваше да излегува од неа. Последните недели, кога мама веќе ја немаше баш во тоа тело, тогаш немаше песна. Еден ден во последните мигови, сестра ми Бети и вети дека на незиниот погреб, ние, незините деца и други, ќе испириме. И така беше. На тој ден, 17 мај 2012 година, јас со 5-60 други ја погребавме мајка ми, свирејки една едноставна детска песна на нашите усти. Исус ме сака. Некои со насолзани очи, а сите со мешавина од тага и радост. Радосни што конечно мама е дома. Дома со оној кој цел живот го славеше. Јас, брате или сестро, сакам да бидам таков човек. Човек кој постојано му благодари и го слави Господ. Се уште не сум. Но со Божја помош работам на случајот. Те поканувам да ми се придружиш и ти.